вечер. Во топ тема вечерва се одвојуваме од прашањата поврзани со тргни и застани преговорите околу изборното законодавство, што е дел од договорот од Пржино, но остануваме и понатаму во сферата на политиката, овој пат образовната. Еве што донесуваме. Екстерното останува. Власта не попушта пред критиките за лоша реформа. Законот за високо образование под тепих, сега наред е нов проект, Академија за наставници. Имаме ли образовна стратегија или лоши ад-хок експерименти? Дали образованието е сила што политички се креира на сила? Да, тоа се само дел од прашањата за моите вечерашни гости, а тоа се господин Никола Петров, прв декан на Педагошкиот факултет. Добро вечер и добре дојдовте. Господин Владо Димовски, наставник, представник на наставничкиот пленум, и господин Петар Атанасов, председател на Комисијата за образование на СДСМ. Тоа е насловот официјален, инаку некаде надвор би било министер во сенка за образование. На опозицијата. Добро вечер и добре дојдовте. Неколку теми набројав на почетокот во овој вовед, би почнал со она што е најнов проект, што ни предстои, бидејќи другиве дилемите околу другиве се некако во застој, особено по затварањето на дебатата околу екстерното. Екстерното ќе го оставиме за подоцна. Значи, првата тема би била академијата. Професоре, како декан на една установа, чија прв декан поранешен, високошколска наставно-научна институција, чија примарна цел е продукција на наставен кадар. Како вие гледате сега на основањето на оваа академија за наставници, која што предизвика многу контроверзии во дел од стручната сфера, меѓу вас стручњаците, но и меѓу самите наставници? Јас накратко ќе кажам дека по повод формирањето на Академијата за наставници се имам искажано во печатот преку повеќе колумни во дневните весници. Неодавна и на денот на просветните работници, денот на учителот, на 5 октомври, во завршницата на прославата, јас исто така искажав некои мои кратки видувања по однос на формирањето на Академијата за наставници. Кратки, но многу критични. На моменти и гневни. Зошто? Точно затоа што формирањето на Академијата за наставници не е дадена, така да кажем, од Министерството за образование и наука и другите надлежни кои се под нивен ресор, и не најавиле дека ќе формираат за да ги прашат високошколските наставно-научни институции, по-конкретно наставничките факултети, педагошките факултети, наставниците и професорите, за да го слушнат нивното мислене дали во сегашниот тренд на општеството во нашата држава, во Република Македонија, кога се наоѓаме пред сериозни, така да кажам, реформи и предизвици, дојдовме до тоа ниво за да формираме ние Академија за наставници. Академијата за наставници бев гневен затоа што таа Академија за наставници, како што е замислена и како што треба да ја практикуваат, навистина ги деградира наставничките факултети. Туку таа академија формирана од ресорното министерство и од некои надлежни луѓе таму во Бирото за развој на образование ќе судат за вредноста и квалитетот на наставничките и професорските кадри. Од тие причини бев малку и револтиран. Да, ќе ги разговараме деталите. Господине Димовски, наставниците не се многу среќни. Зошто? Заради дополнителните тестови, ви нудат и стимул дури од 3000 денари или 50 евра поголема плата ако ја поминете оваа академија, меѓутоа револт сепак постои. Па не се среќни за тоа што се наставници.
Значи, ние сме наставници со завршено високошколски институции за продуцирање на наставнички кадар. Ова што сега се нуди како овој проект на Министерството за образование, мислам дека представува проекти усогласување со некое си европско законодавство колку да се усогласи, а направено е на брзина, без одредени анализи направени за тоа, без одредени согледувања колку наставен кадар има во државата во моментов, а и понатаму и така натаму, колку факултети имаме за овој наставнички факултети кои продуцираат наставници. Така да, затоа реков дека се против овој закон наставниците, затоа што веќе се наставници. Може би не се против оние кои треба доправа да дојдат како наставници од ненаставните факултети преку овој проект, но оние наставници кои завршиле... Ама и за нив има одредена можност за да се доквалификуваат на постојните наставнички факултети. Апсолутно, но изборуваме за она што веќе ние сме продуцирани како наставници, со огромно работно искуство, дел од нас и така натаму. Мислам дека овој проект е направен за оние кои завршиле ненаставни факултети, за да може да се вклучат во наставниот процес, што би било погубно и за целокупното образование во Република Македонија. Тересов, кој е вашиот став вообичаено, не само за другите политики, но како и за другите политики, особено во образовната сфера, сте во сосема различни правци со она што актуелната власт го нуди како проект? Ме прашувате директно за Академијата за наставници? Конкретно за Академијата. Тоа е, за жал, уште еден голем во низа лоши проекти од страна на ВМРО ДПМНЕ. Што да кажем, секоја добра идеја ВМРО ДПМНЕ ја претвара во катастрофален проект. Што сака се да се постигне со овој закон, на наставниците не им е јасно. На оние што им е јасно, се свесни дека ова е уште една алатка од арсеналот на ВМРО ДПМНЕ за контрола врз вработените во образованието, за наметнување некакви лиценци кои наставниците ќе морат циклично во неколку години ги полагаат, со опасност да се загуби работа ако не успеете да ги постигнете тие нивни норми и така натаму и така натаму. Дебатата за овој закон некако остана во сенка на дебатата за екстерното образование, но верувајте, во наредниот период за овој проект или така наречената Академија за наставници, наставниците се повеќе ќе зборуваат за штетните последици, за начинот на кој сака тоа да се направи и воопшто ВМРО ДПМНЕ целосно ја загуби довербата од било која група, субјект или учесник во образовниот процес. Навистина, се она што досега се постигна барем со големите проекти, произведе само штета. Пред да ја продолжиме дебатата, јас сакам да ги слушнеме ставовите што деновиве, односно точно на денот на наставникот на 5 октомври ги предочи министерот за образование Абдулаким Адеми како негов аргумент зошто на Македонија и е потребна ваква академија, а потоа се враќаме со дискусијата во студиото. Во моментов сме во постапка за органите на Академијата, значи ќе се избира управен одбор од страна на владата, меѓутоа предложени од различни институции кои се предвидени со законот, па понатаму управниот одбор ќе објавува оглас за директор и за заменик директор. Според законот е предвиден огласот да биде меѓународен, за да може да аплицираат за директор и за заменик директор и странски експерти. Исто така понатаму кога ќе се конституираат органите, ќе почне да функционира Академијата. Значи сме во постапка на избор на членови на управен одбор. Нема да се дуплифицираат институциите, нема да се ствара паралелизам, затоа што нема за цел да создава нов кадар, туку да обучува и да ги надградува. Тоа значи и на крај да ги лиценцира во основа на завршен испит. Бидејќи професијата наставник станува регуларна професија, мора да некоја институција да ги лиценцира, а таа институција ќе биде Академијата за наставници. За веќе
постоечкиот кадар не е задолжително да запишат академија, меѓутоа ќе биде на доброволна основа. Доколку наставникот успева да се лиценцира, ќе добива 50 евра повисока плата месечно. Исто така, доколку сака да се авансира во кариера, мора да биде лиценциран. Така да ние не ги тераме со сила, односно не е законски основ да се лиценцират постоечките наставници, меѓутоа ќе имат бенефит доколку се лиценцират. Министер, дали мислите дека може некој да стане добар професор со само една година академија завршена? Значи Не. пред Вака сега. од било Значи кој факултет може да отиде, не? Вака, може да оди од било кој, да земеме некој кој има завршено Еве машински факултет. не, математика. Тој е добар математичар, но не значи дека е добар наставник или добар професор. Таму ќе добива вештини за наставник, а не стручно усовршување. Тој се смета дека е добар математичар, меѓутоа треба да стане добар наставник. Таму ќе слуша методика, педагогија и ред други работи, кои му се потребни како вештини за да стане наставник. И на крај, ако успева да и завршиот испит да го даде, тогаш ќе се лиценцира како наставник и ќе добива подобра плата. За една година сега ќе стане добар наставник. До една година министре. Вака сега да не претеруваме. Значи, зашто се работи? Доколку некој има завршено педагошки факултет, нема да обука да трае за него 12 месеци, туку само 3 месеци Не теорија, за овие чекај, други, и 3 месеци пракса и на крај се лиценцира. Доколку некој има завршено надвор за предметни наставници, тогаш тој ќе следи настава од 9 до 12 месеци, во кои повеќе од 50% ќе му биде пракса во некој од училиштава. И на крај тој ќе се здобива со дополнителни вештини за наставника, не за стручно совршување во предметот. Не знам дали сум јасен. Не значи дека некој завршил географија, математика, машински и така натаму, дека тој не е добар. Ние не велиме дека не е добар, туку велиме дека треба да се обучи со дополнителни вештини за наставник. Тоа беше објаснувањето на министерот Абдулаки Мадеми за идејата за концептот за новата академија. Професоре Петров, министерот вели нема паралелизам, не се деградираат наставните факултети и постави едно прашање, не знам дали сум јасен. Јасен ли ви е министерот и неговиот концепт? Министерот, од тоа што го слушнав сега, можам да согледам и да констатирам дека е двосмислен. Не се изјаснува која е целта на формирањето на Академијата за наставници и што сака да се постигне со формирањето на таа академија. До обука, до усовршување, подобрување на квалитетот и наставните вештини. Ако е за доосовршување и до зголемување на така наречените наставнички вештини, во тој случај министерот заборава дека постојат закон за основно образование и постои закон за средно образование, во кој се регулира дека согласно годините на искуството, на работата, на стажот, на секои 3 години должни се да посетуваат семинари, курсеви за стручно усовршување и стекнување на знаења за новините, новациите и современите тенденции. И врз основа на тоа, тие стекнуваат сертификат, кој сертификат им овозможува да напредуваат во платата, во личните примања. Во тој случај, јас го прашувам министерот, зошто стручното, перманентното или доживотното стручно образование не се практикува и не се применува законот за основно и средно образование, а одиме да формираме овоја академија за наставници, за која воопшто не се, така да кажам, изјаснуваат која е целта како што тоа го изјаснав, и во многу други земји постојат такви, меѓутоа не така како што
ја искажа министерот за образование Абдулаким Адеми. Само можам да напоменам дека во Англија постојат факултети од природните, екзактните науки, од општествените науки. Сите оние кандидати кои ќе се определат да ја обавуваат наставничката, професорската функција, тие должни се да се запишат на така наречен наставнички факултет, каде дополнително го стекнуваат теоретските знаења и практичната оспособеност за да извршуваат таа наставничка професија. Што е разликава сега, бидејќи сега во рамките на педагошките факултети постои таа доквалификација каде што можат да се специјализираат за наставници кадрите од ненаставнички факултети. Која би била сега разликата? Имено тоа е во Законот за Академија на наставници не стои никаде дека ќе се укине до обуката на постоечките наставнички факултети. Бидејќи во овај момент сега постои дообука или доквалификација за наставници на постоечките факултети за продуцирање на наставници. Доколку некој мој колега завршил факултет за преведувач на одредени на филолошкиот факултет да кажеме, има можност со доквалификација, со полагање на уште неколку испити да стане наставник. Во Законот за Академија никаде не стои дека тоа ќе се укине. Значи ќе остани паралелно и тоа и тоа. Тука е тој паралелизам за кој зборуваме. Академијата ќе биде паралелизам на високошколските институции. Може би е многу подобро да Министерството за образование посвети многу поголемо внимание на зголемување на квалитетот и подобрување на квалитетот на високошколските институции, отколку да носи вакви закони во форма на проекти. Па, две работи би додал тука. Најпрвен мора да се потенцира, тоа ретко се кажува, што е причина, што е последица. Еве, вашите прашања и ова што го зборуваме се последици. Се зборуваме за последици за лош законски проект, последици за нешто што може да се случи. Кога Министерството за образование ќе излезе со некаква анализа за било што во што се впушта? Нити видовме анализа за тестирањата, за евалуациите, за екстерното тестирање. Не видовме анализа какви се стручните служби по училиштата. Нема анализа што не чини со педагошките факултети, што они менуваат. Ајде ова двојство за кое разговараме. Но што е причината да се менува или да се оведува еден проект кој можеби е сличен како она Академија за судии? Ова не е со семинари, со курсирања ти да направиш кадри професионални што ќе се впуштат во образовните овие лавиринти. Второ, ако нешто не чини во педагошките факултети, ако анализата покаже дека некој елемент не е добар, дајте да го подобриме тој елемент. Дали Министерството за образование смета дека наставничката професија е престижна или е административна позиција? Ако е административна, тогаш може да ги оправдаат сите казни, сите членови со колку евра кошта, што чини пополно. Ако е престижна професија, да се договориме што треба овие луѓе да исполнат уште на почетокот на нивното школување. Имаме илјадници наставници, сега им кажувате, сега вие сите ќе одите на некаква си академија, кој ќе ги учи на таа академија, со какви кадри они ќе излезат. Значи, овие што предаваат на педагошките факултети за Адеми и за Спиро Ристевски не чинат, не знаат да предаваат. Видете, ве молам, нашето образование е болно одамна. Има многу круцијални прашања во нашето образование, лоши учебници, застарена настава. Нашите училишта во руралните средини се во 19 век, а овие од владава си прават некаков проектен менеджмент со многу звучни проекти, со хајтек играчки, а она што е образование нив не ги интересира. Слушаме бројки, слушаме казни, слушаме волку бројки, онолку бројки, вака направил. Се е форма кај оваа влада, нема содржина, нема суштина. Значи, ова прашање отвора многу други прашања. Не е ова проектен менеджмент, па сега ќе си воведете некаков проект Кембридж и вие сте ја завршиле работата. Не, вие само сте нарушиле нешто што постои како систем, како сврзани садови. Има многу за што да се зборува во оваа тема. Професоре, има уште многу недоумици, особено во тоа
каква ќе биде позицијата на наставниците кои што ќе имаат и ќе немаат лиценци, бидејќи од една страна се вели дека еве како за господинот Димовски кој што е веќе наставник од кариера, дека нема потреба да ја посетува академијата, но од друга страна, освен оној додаток од 50 евра, тоа ќе биде лиценцата, па ќе услов за неговиот напредок во кариера. Ми поставивте мощне сериозно прашање. Јас мислам дека искусните наставници нема да ги прифатат академијата од едноставна причина што тие во практиката се потврдиле како добри наставници, добри професори кои учествуваат на повеќето семинари, кои имаат искажувања во стручниот овој печат за постигањата во својата професија. Тоа можам да го потврдам со повеќе примери од гласилото Просветно дело, чиј главен и одговорен уредник сум, а исто така и од комуникациите кои ги имав со повеќето наставници. Некои од нив мои поранешни студенти се обраќаат и барат консултации што да превземат. Така да моето лично видување е дека помладите наставници кои не поседуваат доволно искуства и стаж во работењето, можеби некои од нив ќе се определат за тие така наречени 50 евра за да појдат на тој курс семинар кој ќе го организират, а сега друго прашање е кој ќе го организира тој курс, тој семинар на таа академија, не? Сега се бираат кадрите, директорот според информациите, но не според информациите, туку и според законот може да биде дури странски експерт. Тоа е бедна. Да, но во самиот закон за академија стои дека обуките ќе ги спроведуваат стручни лица, а не се кажува кои стручни лица. Јас се согласувам и после толку годишна работа како наставник и така натаму, јас се согласувам дури и да посетувам академија, како што вика професорот, некои ќе се положат за тие 50 евра и така натаму пред пензионирање, да им се зголеми платата. Но ако мене ме доквалификуваат моите професори од универзитет, од факултетот, а моите професори кај кои јас сум се обучувал за наставник, веќе можеби некои не се ни меѓу живите, а камоли да се во работен однос. Ако ние имаме високостручни кадри од универзитетите кои ќе ја прават обуката, можеби ќе добиеме некој квалитет во таа дообука, но стручни соработници пишува во законот. Кои се тие стручни соработници? Тоа ќе бидат некои кои ќе бидат представници на бирото, нема кој друг да најверојатно тоа ќе бидат некои наши колеги или со завршен наставнички факултет кои никогаш дневник во рака не фатиле. Тоа ли ќе го дочекаме да нас не обучуваат оние кои воопшто не знаат ни како се подготвува дневна подготовка, ни наставно ливче, нити дневникот како се пополнува. Мислам дека е многу избрзана одлуката за овој закон, премногу избрзана одлуката. Мораше да се направи одредена анализа, па и на крајот краиштата да се направат одредени јавни дебати со нас, наставниците, за да видиме што всушност се нуди. Без јавна дебата, без било каква анализа, многу тешко може да профункционира некој закон. Многу проекти кои што беа започнати по реакциите во јавноста беа повлечени, ставени под мраз, како што е сега закон за високо образование, нов концепт на матура. Ова е нешто што е во зачеток. Што очекувате? Ќе се оди до крај или сметате дека и тука ќе има некакво ретерирање или се ќе зависи од реакцијата на наставничката фел? Два момента можам да истакнам. Прв момент е овие големи системски закони во образованието, законите за основно, за средно, за високо, власта ги промени по 10, 15, 20 пати. Што тоа зборува? Дека владата на Груевски или министрите што ги именуваше на секоја втора година немаат стратегија за образование, не знаат каде го носат образованието. Како можете во иста година 3 пати да менувате закон за високо образование, за средно образование?
Тоа е значи доказ дека вие немате правец каде оди образованието. Како можете вакви закони? Имате илјадници вработени, имате луѓе што треба да се адаптираат на некои новини. Вие секоја година по 3 пати менувате. Во самите закони пишува колку пати се сменети. Тоа е навистина нешто што е чудно. Вториот дел што е конкретен што вие прашувате, ВМРО ДПМН во многу сфери, но и во оваа сфера полека отстапува. Значи на било кој притисок, кога има контрамислење или кога некој излегува со анализи дека нешто не е добро, дека можеби тоа што власта го зацртала не изгледа баш така на терен или во реалноста. Од се отстапуваат. Најтврдоглави беа во однос на екстерното тестирање. Како ќе се однесуваат во однос на Академијата за наставници, не знам. Но по начинот на кој они тоа го прават, очигледно нема лесно да се откажат ова. Но за жал или за среќа ќе најдат на притисоци, затоа што ова навистина не е добар правецот во кој ги тераат сите овие крупни реформи. Ако вие никој не каже добар збор за вашите големи промени, зошто упорно ги буткате? Зашто немате анализи? Зашто тврдоглаво се спротивставувате на средношколци, на студенти? Па за кого е ова образование? За власта? За министрите? Дали е за студентите, за средношколците, за општеството? Навистина се изместени лончињата во оваа област. Не знам како ќе се однесува власта, споредувајќи со екстерното, многу тврдоглаво се брани нешто што е лошо. За ова ќе видиме. Во прилог на ова сакам да се доизјаснам на 5 октомври, на денот на учителот, после моето искажување, кратко искажување по однос на Академијата за наставници, можам гласно да потврдам дека сите присутни едногласно рекоа дека не прифаќаме таква академија како е замислена, во неа да учествуваат стручни работници и административци. Во прилог на тоа што преди малку го изнесов, се извинам што... Не, тоа ми беше и прашањето, што очекувате, дали очекувате некакво ретерирање и дали сметате според сето искуство што го имате досега дека се потребни модификации на академијата или целосно менување на концепт? Владо зачна во своето ова излагање дека не може ад хок да се донесуваат овои закони и овои академии и екстерни тестирања и други новини без да се консултират базата наставниците. И сметам дека тек топрва ќе постои голема реакција по однос на формирањето на таа академија за наставниците. Наставниците се спремни да останат во одбрана на своите матични наставнички факултети. Тоа го тврдам. Добро, ние уште во пролетта, во минатата учебна година, како представници на наставничкиот пленум во тој период, направивме, мои колеги наставници направија прекрасни анализи во делот на Академијата за наставници, екстерното тестирање и другите проекти од вие не образовниот систем. Да имате ниту средба со. Истите тие анализи ние ги доставивме до Министерството. Само требаше да ги погледне. Само требаше некој да ги погледне тие анализи и да види дали е тоа така или не, и потоа да отвори јавна дебата, средби со нас наставниците, нашите мислења да ги искористи. Едноставно ќе не искористеше нас како практичари, како потенцијал во образованието. Ова е прашање кое што навистина допрва ќе се развива, ќе видиме какви ќе бидат и реакциите на вас наставниците. Во продолжение по кратката пауза за реклами продолжуваме со дилемите околу екстерното. Тие и натаму остануваат, а за сега голем број не само ученици, туку и родители кои заедно со нив се мачат околу овој начин на проверка на знаењето на учениците. Се враќаме за кратко. Добро дојдовте назад во студиото. Вечерва сме посветени на образовни теми, политиката во образованието. Мои гости се господин Никола Петров, прв декан на Педагошкиот факултет, Владо Димовски, наставник, и Петар Атанасов, председател на Комисијата за образование на СДСМ.
Останува едно од најболните прашања и за родителите и за учениците – екстерното тестирање. Власта не го прифати предлогот на опозицијскиот СДСМ за укинување на екстерното. Како вовед во продолжението на дебатата, преглед како течеше собраниската седница низ прилогот на колешката Сања Јовановиќ-Дамјановска. Символично, со лист од печатена хартија која стави пред себе на собраниската говорница, Стефан Богоев од СДСМ ги поздрави пленумците кои во изминатиот период протестираа против актуелниот концепт на екстерното тестирање. Поздрав пленумци, дали сега, дали во април, екстерното ќе се укине. Во тоа бидете сигурни. Листот хартија веднаш го тргнаа собраниските служби. Има доле корпа, се што е ставено тука на говорница треба да се понесе. Инаку оди во корпата. Се обложувам, рече Сугаревски од СДСМ, дека екстерното ќе претрпи измени и наскоро ќе има нов предлог закон. Според него актуелниот модел е како што го оцени глупав и дефектен. Дали сметате вие дека треба да се уништуваат генерации, цели генерации, со тоа што во нивните свидетелства ќе стојат слаби оцени и никаде во светот да не можат тие да конкурираат. Едноставно вие му ја одземате шансата на тие деца да можат, ако сакаат и ако имаат се разбира услови, да студираат во странство. Додека ние се бориме за напредок во образованието, вие го унавзадувате, рече Илија Димовски од ВМРО-ДПМН. Целта е да се воспостава стандарди во оценувањето и тоа нас ќе не чини поени, но добро е за образованието. Јавноста е свесна дека вие ова што го правите од гол популизам. Од гол популизам. Ова е исто како да предложите закон да се укинат даноците во Република Македонија. Сите ќе сакаме да ја поддржиме. Но дали е тоа добро за државата? Дали тоа ќе значи дека ќе немаме армија, ќе немаме здравство, ќе немаме полиција, ќе немаме социјални служби? Да, ќе значи. Така и вие сега правите. Според СДСМ, со екстерното тестирање се деградира трудот на наставниците и на учениците, се предизвикува стрес, а ефектите ги нема ни 3 години по неговото воведување. Тоа беше само еден мал пресек на дебатата во собранието. Имаше навистина и стручни и многу подетални анализи. Меѓутоа, го одбравме овој пресек бидејќи ја изразува општата атмосфера во која што се дебатира околу овој проблем. Господин Атанасов, дали навистина иницијативата за укинување на екстерното беше само гол популизам? Надежта последно умира. Може би се уште има луѓе, оптимисти, се надевавме дека ВМРО-ДПМН ќе се разбуди од еден лош сон кој ни го искреира на сите во образованието, но за жал, како што видовме, тоа не се случува. Не е популизам. Екстерното тестирање е апсолвирано прашање. Јас не слушнав добра, позитивна критика или еден да станеше што се разбира од образование да каже овој елемент е добар. Се беше против екстерното. И организацијски, и технички, и содржински, и образовно, и психолошки, и родителски. Не знам од која страна сакате да го анализирате. И екстерното е лош проект, исто така лош проект. За во Корпа. Нашиот предлог во трите закони да се изменат и да се изфрли комплетно екстерното тестирање, значи во законот за основно, законот за средно и законот за наставници, беше јасна политичка порака дека сите лоши проекти од образованието ќе си одат, затоа што прават непоправлива штета на образованието. Но треба да се понуди алтернатива. Апсолутно. Од Комисијата за образование на СДСМ беше побарано да понуди нешто со што ќе се исправат овие штети што ги носат проектите на ВМРО-ДПМН. Размислувавме, работевме, дебатиравме. За да понудиме многу работи што треба да ги подобрат, лошиве работи што ги направи ВМРО-ДПМН во образованието, ќе ни требаше не знам колку предлози за измени на закони. Буквално требаше да ги промениме сите закони во образованието. Ова како политичка порака дека ова е ставот на јавноста го дадовме. Размислувајќи, заклучивме дека е многу подобро, многу попродуктивно, многу порационално СДСМ или Комисијата за образование на СДСМ да влезе во изработка на сосема нови закони за основно и за средно образование. Можам слободно за прв пат да известам јавноста дека ги направивме сите подготовки, ги построивме нашите сили, сите наши образовни кадри, ресурси, влегуваме
во целосна изработка, во процес на целосна изработка на нови закони за основно образование и за средно образование. И тоа нема да биде предолг процес. Пак нови концепти, нови проекти, бидејќи образованието стана како дојде не веќе гарнитура на власт, туку како дојде министер, става некој свој печат во она што... За да се тргне во средување на состојбите во образованието, мора да се понудат здрави системски концепти, столбови, вплетени во системските закони, за потоа да ги одработите сите други делови. Со овие закони се веќе неупотребливи. Овие закони се толку многу променети што не знаете што важи, што не важи. Па еве, например, за 6 месеци викаат дека ова важи, потоа ВМРО ДПМН преку ноќ некој таму наредува, се ставаат во мирување некои членови, па се замрзнуваат казните, па повторно се враќаат. Неупотребливи се овие закони. Понудата конечно ќе биде што СДСМ нуди во образованието. Во тие системски закони ќе биде понудена една нова системска поставеност на образованието како база за потоа да се направи се она што е добро. Се разбира, во овој процес ќе понудиме на сите што сакаат, што можат, што имаат желба, што се стручни, имаат волја да помогнат, ќе упатиме отворена понуда или порака заедно да го изработиме ова. Тие закони се надеваме дека ќе бидат готови на почетокот на наредната година и ќе ги понудиме на јавноста, ќе ги понудиме преку нашата пратеничка група во парламентот и ете ќе дебатираме и ќе дискутираме она што овие 8-9 години во нашето општество го нема. Значи не се дебатира, не се дискутира, не се расправа, нема анализи, ова е играње, не знам на каква игра. До година доцна, јас мислев ќе ги имате во изборната програма. Да, ќе ги имаме во изборната програма, колку што знаете, изборите се во април, не се во февруари. Добро. Професоре, дали екстерното и овој модел е вистинскиот начин за проверка на знаењата на учениците? И по ова прашање сте многу критичен. Јас ќе дадам краток одговор за екстерното, моделот на екстерното оценување. Сакам да кажам дека последните неколку години јавноста, воспитно-образовните институции, наставниците, учениците и родителите се наоѓаат под притисок на моделот на екстерното тестирање, така како што е прецизиран и нормиран во Законот за основно и за средно образование. Ќе одговорам кратко дека овој модел не ги дава очекуваните ефекти и резултати така како што е замислен. Од едноставна причина, затоа што не е доволно обмислен, не е доволно програмиран, а за тоа постојат и одредени, така да кажам, недостатоци. За да може тестот, како мерен инструмент, да даде мерилото и вредноста на знаењето на еден предмет, на еден ученик, треба да ги има мерните карактеристики и мерните параметри. Што значи тоа? Ова е многу стручно се. Ова е стручно. А за тоа постои една посебна наука во образованието и во педагогијата. Таа се вика едукометрија. Едукометријата ги одредува мерните карактеристики, параметри и цензусот на знаењето за секој наставен предмет, за секоја тема и за секоја наставна содржина. Ако тоа го нема, сето тоа е така да кажам, непродуктивно, неефектно и нема да го даде овој ефект. Го спорите начинот и концептот или самата потреба за постоење? И моделот, и начинот и концептот го спорам. Има ли соодветен модел, бидејќи кога се носеше законот, се цитира различни искуства? Требало тоа да го знаат они. Еве, јас ке направам една паралела. Во психологијата постои една посебна психолошка наука која се вика психометрија. Психометријата исто така ги одредува тестовите на способностите, на интелигенцијата, на поедините способности. А едукометријата ги одредува карактеристиките и мерните карактеристики, инструментите на секој наставен предмет, на секоја тема и на секој наставна содржина. И во тој поглед, ќе кажам дека овој модел само ги травматизира и наставниците, и учениците,
и воспитно-образовните институции. Во тој поглед имало повеќе искажувања, и јас сум се искажал во повеќе дневни вестници, Сега министерот вели дека ќе се разговара, ќе се дебатира околу тоа какви модификации треба да се направат. Требаше и досега да го направат тоа. Од што треба да се почне, од наставникот да почне? Добро, најавата за такви разговори беше уште во текот на летото, дека дефинитивно околу сите проблеми и реформи во образованието ќе се седне да се разговара со средношколците, со наставниците и така натаму. Во текот на август месец помина и тоа. Август замина, сега сме веќе октомври, не се остварија такви средби, иако ние како наставници уште пролетта некаде во март месец баравме средби да разговараме за да бидеме подготвени за следната учебна година од септември. За да потоа дојде и објаснувањето на министерот во септември месец дека сега во ваква политичка криза не е време да се разговара за образованието, значи тоа беше на почетокот на септември. Јас и тогаш кажав и сега пак ќе кажам, ако во септември не е време да се разговара за образованието, кога ќе биде време да се разговара? Тоа повеќе се однесуваше на законот за високо образование и на матурата, бидејќи тука студентите беа тие кои што и за екстерното тестирање голем дел од наставниците направија одлични истражувања, кои исто така беа предочени со нашата анализа која ја предадовме во Министерството за образование и наука. Не се ни погледна таа анализа, не се опфати ништо од таа анализа за да се подобрат условите прво за полагање на екстерното тестирање, за потоа да дојдат одредени предлози дека ќе има некој нов модел и така натаму. Последниве денови веќе слушаме дека има предлози за 4 пати во годината да се прави екстерно тестирање. Квартално, тоа е предлог на СОНК. Мислам дека и тоа е направено без, не мислам, него сигурен сум дека е тоа направено без никаква анализа. Јас ги почитувам моите колеги кои седат во советот на СОНК, но во мојата синдикална организација каде што јас работам и во разговорите со мои колеги од синдикалните организации во училиштата, никаде не е спроведено некое истражување да се направи или да се направи одредена дебата за да дојде до таков предлог. Ако е тоа предлог истресен само од ракав, значи е избрзан и необмислен. Може би е на мислење Министерството дека треба да има, да не се укинува екстерното, како што и направија, не дозволија да се укине, но да се направи одреден концепт. Но и за таквиот концепт, тоа би било што би било кога би било, треба да се направи одредена анализа. Зошто ја спорите оваа идеја околу квартални тестови? Еве, и јас сум родител и на нас родителите некако ни се чини ние лаички ја гледаме, па добро, децата нема да се малтретираат да учат цел материјал како да се на факултет, да бидат под толкав стрес, ќе имаат помал материјал. Каде ќе биде улогата на наставникот? Затоа што со тој концепт се предлага дека ќе има 4 пати во годината квартално екстерно тестирање, а наставниците нема да даваат своји оценки. Која е улогата на наставникот во делот на вреднувањето на знаењата на учениците? Ке пишува електронски дневници. Прашањето ми е па добро, дел од работата на наставниците се сведе барем од тоа што го гледаме во училиштата и на администрација и бирократија, а најмалку на настава. Значи, ние не можеме да чекаме или да она политичка парола на почетокот од прилогот после април ќе се смени, бидејќи тоа е прашање и на промена на власта, нели ќе видиме за тоа потоа. Меѓутоа факт е дека власта го чувствува притисокот, го чувствува револтот и најавува измени, меѓутоа не кажува какви. Што според вас, сите сте стручни во оваа сфера, што според вас овој концепт, иако го спорите, овој концепт може да го подобри, бидејќи власта не попушта од менување на овој концепт? Навистина треба да се биде многу имагинативен за да се каже што да се подобри. Власта, со политички речни кажано, покажа дека не е способна оваа операција да изведи на начин како што тоа технички и организацијски доликува.
Ама видите, кога вие ќе кажете технички организацијски, одговорот на владата е да, немаше проблеми, компјутерите функционира, проблеми имаше само во 3 школи заради недостаток на струја. Тоа е технички организацијски. Ако ми дозволите, ајде да бидеме стручни. Што се мери со овие тестови во најголем број од случаите? Светот отидене напред. Се мери или светот сака да дојде до употребливо знаење. Што е ова што учат нашите деца и полагаат? Употребливо знаење или меморирање на знаење? Во високото образование, науката, педагогијата отиде многу напред. Освен знаење, за вие да имате употребливо знаење, морате на вашите студенти да им пренесете и вештини и компетенции и во практика тоа да го спроведете, независно од која наука е тоа. Еден комплекс на различни нивоа. Со години, Бирото за стагнација на образованието ги учеше наставниците на 4 нивоа на Блумова таксономија. Значи, знаење, па како одат тие нивоа, Владо подобро знае, па што со тоа знаење, може да го потребете синтеза, размислување, анализа, каде се тие нивоа, што мери ова екстерно тестирање. Една голема лага да срушиме. Ова не е екстерно тестирање. Ова е еден голем блеф. Екстерно тестирање во паметни држави постојат, но има многу елементарни работи што треба да се исполнат. Што учат децата, на кој начин го учат, да се исклучат субјективните страни од тестирањето. Не смеете вие да имате допирна точка до името и презимето на детето, мора тоа да е шифрирано, мора нивото на оние што оценуваат и предаваат да е исто, мора да е усогласена програмата. Чи лага е дека ова е екстерно тестирање, исто како што е лага, што го слушнав на парламентот да им пратик на ВМРО ДПМН, дека по оваа Кембридж програма учат децата во Англија. И тоа е лага. Власта се служи со лаги. Децата во Англија учат според програмите изготвени од Министерството за образование. А овие се приватни издавачки куќи од кои може да купите што сакате. Ги преведувате и после им ги фрлате на децата и не знаат наставниците што да прават со нив. Вие поставувате паметни прашања, интелигентни прашања, но власта не размислува така. Они тоа го гледат како технички процес. Јас вас ве прашувам, бидејќи сега се отвара некоја дилема, под притисок јасно е дека некакви измени ќе има и затоа ве прашувам во кој правец би требало тие за да им се олесни и на наставниците, а и на родителите кои што страдаат. Бидејќи во искуство ви кажувам, обично не ги користам личните искуства во емисии, меѓутоа има голем број родители кои што седат, пишуваат, одговараат на тие скрипти прашања, бидејќи голем дел од прашањата ние дури се организиравме за да ги доставиме до Министерството како родители. Голем дел од тие прашања ги нема во учебниците. На интернет одговорите се сосема различни. Боби, јас ке бидам овој краток, за да се подобри практикувањето на екстерното тестирање на овој модел како што е сега, додека овој модел не се промени и не се донесат нови законски овие регулативи, изготвувачите на тестовите тамо во тие нивни центри кои ги имаат Државниот испитен центар не треба да се ослонат само на тие стручни работници од Државниот испитен центар, меѓутоа треба да вклучат стручнаци од наставничките факултети. Тоа што од природните, да речеме од биологија, од математика, физика, филолошки факултет, филозофски факултет, за одделенската настава да вклучат од педагошките факултети, плюс тоа треба да вклучат и психолози, педагози, едукометри, за да одмерат што е нормално, што е мерливо, кои се карактеристиките за да може да децата да одговорат, а не како што имавме прилика од тие приговори на учениците да стекнеме дека се дават и прашања кои немат врска со наставната материја и со наставните содржини и тука за кои што е тешко да се најдат одговорите. И треба да бидат пореални, да соодветствуваат на возраста, на психофизичката развиеност, на знаењата, на и презнаењата и на знаењата. Тука веќе вие го допирате за целиот концепт, бидејќи вие кога имате
предмет граѓанско општество и кога некој оценил дека во граѓанско општество треба да има лекција за преговорите за името и вие му поставувате на 8 годишно дете прашање како ќе се реши затоа велам треба да се името, тоа е веќе на возраста многу и на подлабок концепцијски проблем. Развиеност. Тоа е тоа, а не така како што е тоа замислено. Не може тие од испитниот центар. Самиот концепт на екстерното тестирање се сведува на она што и средношколците постојано го говореа и ние како наставници, се сведува на меморирање и помнење нели на материјалот и на прашањата и така натаму, поготово што прашањата се даваат еден месец пред да биде екстерното тестирање, па се нудат и одговорите дури на интернет. Проциркулира оваа година за екстерното тестирање, вистина беа во голем број, но ги селектираа учениците, тие се многу попаметни од сите нас, верувам. Но ако се вратиме малце назад, јас уште во моите денови на основно образование и средно образование, нас тогашните наставници, професори не учеа дека не се учи на памет. Треба да се разбери материјата. А сега ги учиме децата на памет, мора да го научат за да го памнат и да го меморираат во себе, за да можат да ги одговарат прашањата на екстерното. Она што и вие го поставувате како прашање што треба да се менува, ако веќе не се отстапува од она што е укинување на екстерното тестирање, од барањата на наставниците, средношколците, родителите и така натаму, укинување на екстерното тестирање, тогаш мора да се тргне од условите за екстерното тестирање. Измена на условите за екстерното тестирање. Од научни па до технички. Односно, прво да се обезбедат технички услови за спроведување на екстерното тестирање, па потоа се обезбедат да се спроведе екстерното тестирање. Во голем дел на дебати и на Оно што сега се насетува, меѓутоа така е некоја шпекулација во зародиш, дека најверојатно може се да се сведе оценките да не влегуваат во вкупниот просек на крајот на учебната година, меѓутоа тоа не менува да не се запишуваат во свидетелствата, меѓутоа тоа пак не ги лишува учениците од маките и сите фрустрации кои што. Ама тогаш зошто ќе ни е екстерно тестирање? За да се проверат наставниците. Па нели е тоа целта на екстерното? Па добро, не е целта тоа, не е целта да се проверат наставниците. За наставниците си има посебни казни одредби во законот. Од казните куртуливте ве спаси синдикатот. Не се ни тие укинати, но ако таа оценка на екстерното тестирање, што досега имавме, која влијаеше на севкупниот успех и беше во свидетелството, за мене беше небулоза да такви работи се прават во тоа. Говореше на почетокот во прилогот, кажавме дека нели имаше, ако единицата стои во свидетелството, не може да се запишат учениците. Се крши законот за образование. Се крши законот за образование. Единицата не е природна оценка. Сега имаме менување на просекот. Сега имаме менување на концептот, менување на затоа реков, мора да прво да се почне од условите, да се создадат услови, па да се помине тоа низ одредени анализи, па да видиме дали ќе се понуди некој нов концепт. Како може да има добри резултати? Ајде да бидеме отворени да збориме есновски. Че не може преку ног да се менуваат закони. Не можете никого вие да прашате. Не ги прашувате оние што ги произведуваат наставниците. Не ги прашувате наставниците. Не ги прашувате експертите. Не ги прашувате децата. Никого не прашувате. Само носите закони и упорно, тврдоглаво сакате да постигнете некаков резултат. Повторно мешаме причини и последици. Ова е промашен проект. Како може да се подобри? Може власта или да си оди да седнат луѓе што се способни да направат некакво тестирање. Евалуација треба да има. Јас се согласувам дека наставниците, професорите треба да бидат евалуирани. Но ова не е начинот тоа да се направи. Што евалуирате или оценувате ако четврто, петто, шесто, седмо, осмо, девето оделение го правите истото? А еднаш тоа ќе го направите. Како ќе го направите? На начин така како што треба да се направи во целиот свет. Ова е лош проект. Смислен, обмислен,
но не е консултиран со никого. Кого прашале они да донесат вакви закони? Значи, јас не знам ако педагошката, дали вас ве прашале некој, вас во практиката дали ве прашале нешто. Јас не знам како се носат законите. Направите пилот проекти. 3 години екстерното се спроведува и никој ништо добро не слушна за него. Па добро, тоа и ние го говоревме. Екстерното можеби ќе покажеше одредени резултати доколку во зачетокот на носење на тој закон за екстерното тестирање се направеше како пилот проект да се спроведи во некои си 8 региони, во некои си 10 училишта, урбани, рурални и така натаму. И токму заради тоа ефектот каков е. Токму заради тоа ние предлагавме во одредени наши анализи и така натаму да нема екстерното тестирање да се користи за статистички податоци, да се види каде се слабостите во делот на образовниот процес, таму да се посвети поголемо внимание. Професоре, конкретно во услови кога нема отстапки, има простор за корекции? Јас мислам дека има, ако се има добра волја. И во тој поглед, ако се консултираат соодветни стручњаци и соодветни институции кои се компетентни да го кажат своето мислене дали тоа вреди или не вреди. А овој модел, таков како што е овој замислен, е удар против наставниците. Наставниците се поставени во ситуација да и тие стрептат за својата работа. И во тој поглед, мислам дека наставниците со полно право негираат дека таков модел како што е екстерното оценување треба да се отстрани. Затоа што наставникот има многу благоредна мисија, тој ги очовечува, ги, така да кажам, им дава знаење, ги насочува, ги оспособува за понатамошно знаење, за понатамошно образование и за живот. Тоа го кажале многу мислители уште од античката цивилизација. Или сега се вели образованието е сила, образованието е моќ, а ние во продолжение по кратката пауза за реклами во завршницата одиме со последното прашање дали образованието е сила што се креира со политика на сила. Добре дојдовте назад. Имаме ли образовна стратегија или лоши адхок експерименти? Колку образованието за кое што сите велат дека е силата на едно општество, кај нас се креира со политика на сила? Ако очекувате да почнем од политичарите, ќе го сменам редоследот од стручните. Професоре? Па јас ќе кажам дека образованието е навистина сила. Образованието е ресурс кој создава ресурси во сите сфери на општеството и човековото делување. Од тие причини, образованието заслужува да има третман, поставеност од стручнаци, од научни работници, од практичари. Со други зборови, да се координираат теоријата, науката, практиката и да кажат во кој правец и каква стратегија ќе имаме за во иднина. Има ли стратегија кога еден закон се менува 16 пати, а секој министер си носи свој, а еве сега како што слушнавме, господинот Петар Атанасов вели дека тие подготвуваат сосема нов концепт. Нема никаква стратегија да има ако законите се менуваат често пати, како што и се менуваат. Секој еден закон кога се менува, треба да се анализира кои се искуствата, слабостите, пропустите и врз основа на тоа како се практикува да се изврши корекција, а не измената некој од централата од озгоре да нареди како треба да се менува. Во тој поглед не ќе имаме ние никаква стратегија. За да имаме стратегија, како што реков, треба да имаме координирано взаемно делување за иновирање и за фаќање чекор со развиените образовни системи и земји.
Имаме многу позитивни искуства од некои овој земји. Јас можам слободно да кажам дека педагошкиот факултет овој имаше проект од 5 земји од Европската Унија, имавме размена на искуства, имавме истражувања и во тој поглед дојдовме до извонредни овој сознанија кои во одреден временски период беа прифаќени. Меѓутоа, за жал, власта не ги прифати тие искуства и тие сознанија. Мислам, не само сегашната, него и претходната. Професоре, што вели Фелата, како ги чувствувате сите овие промени? Постојани менувања на законите, некои се иновативни, како и дневник, и табла, компјутер за секое дете, сега ќе има и таблет. Одат работите напред? Законите за основно и средно образование, веќе за нив разговараме, во основа, значи основата на законите не е лоша. Тие закони се од памтивек и по тие закони секој како доаѓал на истите закони носел одредени измени и дополнувања. Лоши се измените и дополнувањата, честите лоши измени и дополнувања. Ако вие носите на секои 3, 4 и 5-6 месеци измена на одреден закон, значи си ја признавате грешката дека сте погрешиле, па сега ајде ќе исправаме. Со тоа што сакате да исправите, внесувате уште полоши членови во тој закон кои не соодветствуваат со она што се одредени услови во самиот образовен процес. Новините кои доаѓаат со тие закони, ние ги прифативме. Не викам дека не ги прифативме. Одредените електронскиот дневник, па електронската табла и така натаму се снаоѓаме. Немаме ние проблем со таквите измени. Имаме проблем со она што значи притисок за тоа да се направи наврат на нос, многу на брзина. Сето тоа мора да биде еден процес. Образованието е процес, не е проект. Немаме многу време, но само едно прашање. Колку се импровизира? Дојдов до еден документ кој што се вика Правилник за опременост на училниците со наставни и учебни помагала од 1 до 3 одделение, каде што меѓу другото од она дозина средства кои што треба да ги има, имаше дури дека секоја училница треба да биде опремена со 2 куклени театри. Значи, јас не знам дали во Македонија постои едно училиште кое што ги исполнува тие правилници и услови. Па добро, вие давате идеја сега за да се направи одреден пилот проект во некој од училиштата. Не, тоа се правилници веќе донесени за спроведување на така наречената интерактивна програма во рамките на деветолетка. Имено зборувам, правилниците се донесени како и што се носат законите без одредени согледувања дали е тоа можно. Можно е, но треба да се обезбедат услови. Има во некои училишта има одредена опрема и така натаму, но во повеќето училишта во Република Македонија има дури мизерни услови за работа. Поготово во руралните средини. Како во руралните средини вие ќе направите некаде во некое училиште на 1300 метри надморска височина оддалечено од централното училиште со 40 километри, како вие таму ќе го спроведете и екстерното, како ќе направите куклен театар во училницата, како ќе донесете електронска табла, ако таму веќе струја нема. Закон е закон, правилник е правилник. Мора да се почитува. Имаат еднаков право на еднаков пристап до образованието. Законот регулирал, правилникот е донесен, а во стварноста не постои таква Во стварноста не постои ништо. Не постои ништо, не постои ни дидактички материјал, ни опрема, ни средства, ни нагледни, ни ова. Спрема тоа е расчекор помеѓу тоа што е треба и тоа што не е дадено и во тој случај тоа се импровизира. Значи повеќе работа, помалку пропаганда. Така. И реклама. Господин Атанасов, најавивте нови проекти, меѓутоа се она што се случува во сферата на образованието, сите реформи и сета таа дебата на релација власт-опозиција секогаш се сведува на политизација. Таков беше тонот и на дискусијата сега околу екстерното. Како до образовни политики, а не политизација на образованието? Вака, многу едноставно прашањето. Било која посериозна реформа
или поголеми зафати во образованието, мора да го почитувате временскиот рок од 10 на години. И не можете во 1-2 години да правите големи реформи. Во тој 10-годишен циклус, кај нас во Македонија конкретно, треба да се воведе добро предучилишно образование заради интеграција во општеството. Треба да се намалат наставните програми. Треба да се обрне внимание на општо образовните предмети и да се работат таму каде што им е местото, а не родителите дома да учат со децата. Треба да се направат преиспитување на учебници, на лошите учебници. Ајде да не кажам дека се сите лоши, веројатно има и добри. Лошите учебници мора да се променат. Освен добри пишувачи на учебници, мора да се конституираат или формираат тимови, педагошки тимови, психолози кои ќе кажат на кој начин тоа ќе се предава, како ќе се усвојува, за кое ниво, дали секој дете ќе се прати индивидуално или ќе направите компетитивен контекст. Сето тоа треба да ви е јасно кога ги носите измените, не можете на памет да ги носите. Следно, освен учебници, издавачките кои треба да се задолжат да направат и практикуми. Не може освен основен учебник да нема практикум, да нема негде стандардизирано што ќе правите на часот. Каков ќе биде тестот што ќе го примените после 3 лекции? Каков тест ќе имате или писмена задача после еден циклус на лекции или заокружена тема? Следно, ова импровизација со оценки на учениците да престане. Ако било која власт или образовна политика сака евалуација, тоа да го направи така како што треба, како што колегата го зборуваш. Евалуација треба да има проверка до каде е образованието во одредени степени, што е постигнато, да видиме што се предава, дали се спроведува, дали треба друго. Овие импровизации да престанат. Овие сериозни работи што сега ги направив се дел од програмската политика на СДСМ, веќе се конкретни, минатата година ги понудивме, се уште ги нудиме, конкретни работи кои треба да се направат за подобро образование, наједноставно кажано. Јас сакам Сосема за крај, бидејќи сакам да го дополнам Петар Атанасов. Тој покрена едно многу интересно прашање и актуелно, а исто така Боби и ти го актуализира, тоа е издаваштвото на учебниците, помагалата, прирачниците, методските прирачници и другите новини, иновации и тенденции кои се однесуваат за наставниците. Тука можам да кажам дека Република Македонија се наоѓа на најниско овој ниво по однос на издаваштвото за учебниците и прирачниците за наставниците. Да, тоа е сосема друга тема. Јас ви благодарам што вечерва бевте мои гости. Почитувани, тоа беше се во вечерашната топ тема. Со нови содржини од понеделник. Останете и натаму на програмите на Телма.